Најпрви добро вечер на сите. Добре дојдовте на 27-та конвенција на Унијата на млади сили, па да си дочекаме уште десетици, да не речам стотици вакви настани. Добро вечер и добре дојдовте. Ке ми простите што изминатиот период оставил трага врз мене, но ќе се трудам како и секогаш да го извлечам максимумот од себе. Јовче, има еден човек кој што за жал не е веќе со нас, почина и многу пати се консултиравме изминатава година, јас како председател на ВМРО ДПМН, а он како поранешен човек кој што многу оставил во партијата, бил председател на собранието, дипломат, и ми велеше ова твоето многу наликува на моето. Велеше тие што во животот очите ми ги вадеа, податаму вегите ми ги црта. Така ќе го почнам и денешниот говор. А јас ќе ве замолам сите вас да му дадеме на тој човек, на таа прекрасна личност, помен со едноминутно молчење. Станува збор за господинот Љубиша Георгиевски. Слава. Најстрашни се оние времиња кога самиот дом се претвара во тугина, во дженем, во јабана, кога човек е на своето огниште, а саштисан и отуген, кога во својот дом е внатрешно раселено лице, кога тагата не е поради отсуство, туку поради присуство, кога седи среде куќи, а не може да си ја препознае домата. Не ни е мака што не можеме да бидеме она што не сме. Но зошто никако, докрај, не можеме да бидеме она што сме, пишуваше Горан Стефановски. И вака некако тече секојдневието на луѓето во Македонија. Додека власта гледаме како полека го разградува секој нејзин дел. Полека ни го зема домот, кој за нас е единствен. И не само она што природно ни припаѓа, но и она за што сме се избориле и наследиле. Но што е победата? Победата е искуството од загубените и славата од добиените битки. И се додека има исправени луѓе, знам дека Македонија ќе продолжи да постои и да чекори со сите своји порази, но и победи. Здивот ќе се претвори во ветре, ветрето во силен ветар, а тој во олуја за сите оние кои напакостуваат на земјата. Така се раѓале востанијата, револуциите, но и преродбите. А тие биле против неправдите и за човечките правдини. И тие се подготвувале со своите бедими и вистински потпори. Со искуството на возрастните и непрегорот и енергијата на младите. Затоа, УМС, добро вечер. Добро вечер за Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Добро вечер за најорганизираната политичка младина во Република Македонија, која 27 години чекори со нашата независна татковина. Добро вечер за младешката енергија, за таа пркост и предвестник на промените кои ќе се случат во нашата земја. Добро вечер и за сите оние кои сме поминале низ Унијата, а се вечерва тука. Сме го имале оној природен растеж и развој во Унијата, која е срцето на партијата, витален дел, важен дел за одржување на нејзиниот живот. Унијата на млади сили растеше со нашата земја. Исто како и нашата независна држава ги правеше првите чекори. Првото проодување, првите изненадувања, препреки. Имаше и грешки, се разбира, но и успеси.
Како и се во животот, ништо не дојде случајно, но заслужено и со причина. Така денес, оваа генерација, за новите победи, кои мора да дојдат заслужено, со работа и со многу енергија чекори. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ ја имаше, ја има и непрестајно секогаш ќе има мојата поддршка, од првиот до последниот член. Не само како универзитетски професор и педагог, младите се како човек, мојот најсилен приоритет, и во мене можете да најдете пријател, учител, родител, брат, сосед, но и соговорник за идното дејствување. Секоја куќа мора да има темели. Колку тие ќе бидат цврсти, зависи од секој еден од нив, така и во партијата. Младите се нејзиниот темел, потпората на нашите политики, но и главната енергија. Овие млади овде со мене, како и оние кои забрзано се приклучуваат незадоволни од општата економска и политичка ситуација, се генерацијата на нови победи на ВМРО ДПМНЕ. Јован Јулевски ја води унијата во тежок период, во најтешкиот можеби период за нашата татковина, но и за младите, кога тие се на маргините на оваа власт и можеби најсилно ги чувствуваат црнилата на денешното време. Илјадници од нив живеат, стануваат и легнуваат со помислата да го најдат своето решение таму некаде надвор од ова што го имаат тука. Затоа што тука имаат малку и не гледаат иднина во сопствената држава. Но и нината на оваа земја мора да продолжи да се гради со младите. Македонија има и текако што да понуди. Младите почнуваат да ги менуваат работите, да се мобилизираат, да го креваат својот глас. И оние канцелариски бюрократи во владата, иако не ја гледаат нивната несреќа, доаѓа времето кога младите ќе им ја раскажат најважната лекција. Лекцијата дека тие се иднината на оваа земја и никој, па ниту оваа криминална власт има право да им ја одземе таа иднина. А УМС ќе биде најсилниот застапник на тие интереси, затоа што ВМРО ДПМНЕ подава рака на младите, а на сите нам најважна ни е државата, затоа што Македонија е се што имаме. Драги пријатели, браќа и сестри, сопатници по овој пат, штипскиот војвода Ковачев ќе каже: 5 минути од денонокието и посветувам на маченицата Македонија, за да се соочам со мојата македонска свест и да се уверам дека не е ништо она што досега сум го сторил за неа. Ја сакам Македонија повеќе од се друго на светот. И сето ова ја опишува посветеноста, но и големината кон делото, кон кое ние се поклонуваме, а чие име на држава денес сакаат да ни го сменат. Не може да биде годината што изминува успешна, а кога знаеме дека посегна за нас по најсветото, по името на нашата татковина и по нашиот идентитет. И онака насилнички, со целосто газање на волјата на народот, тргнаа да го менуваат. Најлажливо креваа димни завеси, правеа операции, се препелкаа во сопствената жива кал, само за да го намалат срамот. Ама срамот со промената стои, останува, не се трга таа лузна испишана во душата на секој македонец. Боли затоа што името е во прашање, но и идентитетот, нашето минато, културно-историско наследство, историја и образование. Но она што највеќе боли е тоа што во очи го лажат
и понижуваат народот, додека ја кршат кичмата, додека го стегаат ременот и го одземаат воздухот. И нема поганост, нема валкана работа која тие ја направија, а толку многу јасно не ја видовме во овој процес. Притисоци, скршени луѓе, измачувања, играње со човечки судбини, уценети пратеници, луѓе кои си го погазија достоинството, ја голтнаа честа и ја поглонија душата на нечестивите. И се тоа на грбот на граѓаните. Таквата трговија, која ја правеа за обезбедување на мнозинството во парламентот, поради тоа што немаа мнозинство и подршка од народот, сакаа да ја засенат со милион пердуви, лажни теми, само да се одлече вниманието од овој погром што и го прават на Македонија. И еве сега, денес, кога сите овие пердуви ги нема, кога легнува прашината, да ги прашам луѓето од власта, свесни ли сте што направивте? Колку многу го разоравте и поделивте општеството? Колку само болка му нанесовте на македонецот? Му заривте нож во грбот, му заривте нож во срцето, го разочаравте. Спиевте ли мирно и спиете ли мирно со мирна совест? Колку само многу заглавивте во државата во неизин безизлез? Нема потреба од грумење лудило. И на најмалите им е јасно во каква опасна игра сте. А само за тие пусти функции и пари ја вовлековте државата и толку многу го дегенериравте општеството. Пердуите легна, но срамот остана за навек. Колку и номинации да се нудат за Нобелови награди, а без срамот со промената на името и идентитетот и уништување на државата со ниту една награда и ниту една жолтица не се покрива. И еве гледам деновиве, го пуштија еден нивен коалиционен партнер и поранешен амбасадор, кој иако е сега ректор, меѓу луѓето е познат по неформалните разговори дека повеќе му одело како трговец со дипломатски недвижности. И овие тргнале по регионот да го промовираат Заев во кандидат за Нобелова награда. Значи спроведуваат операција со која сакаат да направат хуманизација на човек кој прави нехумани дела. Ова само ја потврдува пакоста која ја прават на државата. Па тргнале Заев да го промовираат во миротворец. Не оди тоа така, насила не била. Не сум видел Нобеловец до сега, ниту па сум прочитал, кој на видео се гледа таму пикнат во затемнета и полузадимена канцеларија, да бара мито од 200.000 евра и разработува шема како да се одвива авантата по принципот на Мирчо Свињарникот. Не сум видел Нобеловец кој се представува во миротворец, а јавно кажува дека јаде живи луѓе и тепа луѓе кои го критикуваат него или неговото семејство за погрешните политики кои ги водат и за плячката која ја прават на татковината. Не сум видел Нобеловец, а кој толку многу црнила направил за сопствената земја. Всушност имаме две слики. Една розева пред камерите, разубавена со државни пари и тргување со влијанието кое го прават владините структури, каде имаме лик како оној понизниот чирак од македонските народни приказни, кој има слуг за се, подголтнува, попушта и мет му тече од устата. А втората е онаа реалната. И се вика држава потоната во сиромаштија, криминал и корупција. Јас вечерва ќе зборувам за онаа втората. Онаа која што е реалност, а таа реалност
ја живееме сите ние. Со нивното владење сакаат да го убијат македонскиот дух, да расшират колективна депресија и практична вакцинација на народот, мирно прифаќање на сите неуспеси кои ги имаме. Сакаат да живееме во болка и да се научиме на тоа, наместо да ја спречиме болката и страдањето. Така, поценувајќи го народот, да помислите дека се може да помине и да бидеме срекни што не било полошо. Иако она што ни се чини сега лошо, ќе биде уште полошо. Сака да не реагирате и типично за владењата и мандатите на СДСМ, да живееме во состојба на некаква затегнатост, реформи и штедење, додека вечно ја чекаме некаквата светла надеж и подобро утре кое за жал никако нема да дојде. Така цела една генерација со по 30-тина, 40 години го поминуваат својот живот во вечна лажна надеж. Овие луѓе пораснаа во транзицијата, кога нивните родители остануваа без работа, кога со тажни и обесени лица се враќаа во домовите за да им ја соопштат тажната реалност на нивните деца, дека нема повеќе средства за нивно школување. Денес повторно се манипулирани дека ќе биде подобро, а нема да биде, како што ни тогаш не беше, затоа што овие луѓе не знаат да направат да биде подобро. И не се само овие луѓе во прашање. Повторно ги гледаме овие обелени глави од македонските загубари, измачени луѓе, маченици и страдалници на сите погрешни политики од минатото, како седат пред владата, студот продира во нивните коски. Тоа се луѓето од Охис, тоа се луѓето од Колска, Еврокомпозит, Југохром, кој оваа влада рече дека ќе ги реши за една година, а втората изминува. И кога таа година помина, роковите постојано се зголемуваа за уште една, па уште една, и никако да најдат решение. А да не зборувам за оние маченици од Славија, Центро, Металскиот завод Тито, таму работеа моите родители, Железара и други гиганти кои поради неправдите им се потрошија животите во чекање. Затоа мора да се стави крај, браќа и сестри, на ваквата купи ден помини политика обоена во лажно убаво светло. Во економијата се случуваат вистински црнила. Сиромаштијата галопира. Ако оваа економска година ни беше лоша, наредната ќе биде катастрофална и погубна. Алармот е вклучен, вришти и пишти, бидејќи работите одат надолу. Едно е зошто се неспособни. Второ е зашто наместо работа се посветени на криминал. Додека во светот имаме двоцифрени растови на индустријата, на градежништвото, на бруто националното производство, ние или имаме минусни салда, или се мачиме со 1 или 2% економски раст. Ги нема тие 5% ветувани економски раст, како што велеше Заев пред да стане премиер. А нема ниту теоретски изгледи да достигне толку во годините што доаѓаат. Изминува втората година, вкупно досега ни половина од тие 5% не успеа да постигнат. Имаме и одлив на странски инвестиции. Денеска го видовме генералниот секретар на СДСМ на пресконференција како вели дека ова ќе била рекордна година, но ја спомена бројката до половината од 2018 година, кога дел од тие странски инвеститори владата на ВМРО ДПМН ги убеди и ги донесе овдека во Република Македонија да инвестираат. Но дел од средствата кои што ги позајмија на нивните мајки фирми овие им ги вратија. И затоа билансот е добар во првата половина.
Но зошто не го спомена третиот квартал, каде што имаме одлив и сме единствена земја во регионот со негативно салдо на директни странски инвестиции? Или тоа не треба да го слушате македонската јавност? Па ќе го слушате затоа што граѓаните заслужуваат секогаш да ја знаат вистината. Не задолжуваат сите нас, дури и неродените. Само од почетокот на оваа 2018 година, заклучно со третиот квартал, заклучно со 30 септември, не задолжија за дополнителни 357 милиони евра, 45.000 денари секое семејство. Оваа бројка нема да ја најдете на семафорот на Зоран Заев на Триумфалната капија. Не, таму нема таа бројка да ја најдете. Може би дел од оваа бројка ќе најдете во џебовите на неговата фамилија. Но оваа бројка на Триумфалната капија ќе нема. Со тоа, браќа и сестри, ја надминаа психолошката граница од 5 милиарди евра и веќе државата се движи кон 50% јавен долг. Имено, според ревидираната фискална стратегија за 2019-2021 година, јавниот долг во 2020 се очекува да достигне 54,5%, повторувам, рекордни 54,5% од бруто домашниот производ. Се задолжуваат, но никаде ги нема парите во реалниот живот. Нема проекти, нема квалитетни реформи. Пари се земуваат, а парите не се трошат за проекти. Тоа значи дека парите се крадат. Животот станува потежок. Индексите на трошоци, индексите на цените на мало растат. Порано во продавница можеше да се купат намирници за 500 денари. Денеска 1500 се малку. Тоа е она што го мачи народот, што го тишти. Немањето пари ниту перспектива. Тоа е реалниот проблем на реалниот граѓани на Република Македонија. Со зголемените даноци се врши атентат врз бизнисот и куповната моќ на граѓаните. Голема лага е тврдењето на владата дека ќе се зема од богатите за да се даде на посиромашните. Тоа е само димната завеса за да им помине грабежот на народот, плячката на народот. Сега ќе се зема од сите, а највеќе на удар ќе биде средната класа. Реалноста е дека со даноците ќе се зема повеќе од земјоделците. Оние кои имаат авторски договори, оние кои заработиле некој денар од спортско обложување или игри на среќа. Од оние на кои им капнува по некоја сума од некој наследен објект кој го даваат под кирија. Од оние млади луѓе кои вложуваат во својот труд, во високо интелектуалните работи, од еснафите кои имаат мало стопанство, дуќанче, гранапче, тезга, берберница. Богати луѓе ли се ова? Да ги прашам. Одговорот е јасен, нормално дека не се. Имаат просечна живеачка, ама не за повеќе. За оние кои живеат од кирија на некој објект, данокот ќе се зголеми за 100%. Ако досега плаќале 100 евра данок, сега ќе плаќаат 200 евра данок. За земјоделците се зголемува за 50%. Ако досега плаќале 200 евра на владата, односно на државата, сега ќе плаќаат за 50% повеќе, односно 300 евра. Ако некој поради освоена добивка, спортско обложување, треба на државата да ја плати 500 евра данок, сега ќе плаќа 750 евра. Ке се опфатат со истата прогресија и оние кои заработуваат преку авторски договори, за кои даноците се качуваат за 50%. А сериозен удар ќе има бизнисот, затоа што ќе се оданочува и реинвестираната добивка, која од претходната влада беше 0%. Ова значи нов данок, бидејќи досега реинвестираната добивка не се оданочуваше. Се сеќавам кога минатата влада излезе со предлог на закон за покачување на даноците за оние кои имаат авторски договори. Колку не само организации, невладени, така наречени експерти се кренаа да се противат. Тога се увиде дека тоа е погрешно и таа влада го повлече предлогот.
Денес, кога не само на авторските договори, туку се удира и по земјоделците, оние кои играат спортско обложување или друг вид игри на среќа, оние кои живеат од кирии, истите организации ги нема, тие експерти молчат. Затоа што тие беа лажни борци за правдини. Но сепак денес на крајот од денот најоштетени ќе бидат граѓаните. Каде се сега оние кои протестираа, да ги прашам? Има два одговора. Или се под притисок, заврбувани и се плашат да изразат слободна мисла за која се боря, или пак се одселија, што е уште потрагично. Секогаш кога ќе платите повеќе во продавница, во обложувалница, на шалтерите за даноци, знајте, ова влада и Зоран Заев го направија тоа. Во разговор со еден бизнисмен, од оправдани причини, посака човекот да биде анонимен, но тој е еден од многуте во низата, ми призна, вели, мојата компанија учествуваше на еден државен тендер и го доби. Кога отидов да потпишам договор, ме пречека еден фин господин, учтив, и ми рече, влези во мојата канцеларија. Влегов и бев подготвен, рече, да го потпишам договорот, но тој ми рече, не, ова е добро, ти што даде таква понуда каква што даде, добро е што го доби тендерот, но ќе мора да се обратиш и на друго место. Од 5 до 15% е тарифата, ресторанот сите го знаете каде е во Република Македонија, ќе те чека човеков, ќе се договорите. Тогаш ќе се вратиш и ќе го потпишеме договорот. Значи, освен исполнетите услови од институцијата, за да добиете тендер, треба да ги исполните и условите на овие од власта. А таму, како што кажав, авантата игра најголема улога. И тоа е најсилниот критериум. И затоа Македонија ќе е на 112-тото место на индексот за корупција, заедно со Етиопија и Танзанија. И затоа корупцијата е на секое ниво, од најниско до највисоко. Овде не се важни критериумите за квалитет и цената, туку авантата за овие од власта. Оние кои ќе дадат некакви ветувања, ќе се колнат и ќе бараат да им верувате, и подоста ве лажат и изневеруваат. Тие, почитувани мои, се наречени измамници. А баш такви измамници ја имаме тие што ја водат државата во овој момент. Ветуваа живот, а донесоа само страдање. Му го кратат лебот на народот, поскапувајќи го. Цената на горивата вртоглаво расте, а економијата тоне. Нема патишта, нема нови болници, нема спортски сали, нема ништо од ветувањето за поврат на ДДВ и фамозната 13-та плата, која ја ветуваа додека се добиваа изборите. Нема ниту 500 евра просечна плата, ниту 1500 евра плата за докторите, ниту пак толку силно најавуваните проекти за младите. Ги нема ветувањата за пензионерите, за земјоделците. Нема просто ништо. Заборавија на се овие измамници. Нема покачени стипендии. Ова е антиекономска и антиреформска влада. Но денеска веќе ништо не може од нив да ни изненади. Секој збор што ќе го слушаме, знаете дека ве лажат. И знаете дека си кажуваат и не остваруваат. И затоа Заев сега ќе го потурнат и храбрат за да се кандидира за председател на држава. Затоа што така мисли дека ќе може да избега од одговорноста за се ова што и се случува на државата, за сите лажни и неостварени ветувања, за сите неправди. Но ќе му порачам овде да не се лаже. Тоа е билет во еден правец, а одговорноста ќе го стигне. Бил премиер или не, таа ќе си дојде, затоа што вистинската правда мора да завладее, па дури и за Зоран Заев. Не смее да дозволиме повеќе политички притисоци да управуваат со правото. И ова не го зборувам само затоа што ВМРО ДПМН е под жесток удар.
И ве молам на тоа да не гледате само така, туку како една сеопштествена појава која е канцер на нашето општество, која го дели и раслојува. Кога било, кој граѓанин ќе доживее некаква неправда, ќе мора да отиде на суд и да ја бара правдата, но таму правда нема. Нема затоа што таму политиката управува. Тоа е понижувачки, фрустрирачки, за една меѓа, за една обична нива, за обична работа да седите по тие судски лавиринти, затоа што правниот систем се распаѓа. Тоа е неуспешна држава. И како човек немам намера да штитам криминал, ниту поддржувам. Секој оној кој направил криминал треба да одговара, без оглед кој е и од која партија доаѓа. Без оглед како се вика и на која позиција се наоѓа. И потребно е да се стави крај на тоа еднаш за секогаш, затоа што само така можеме да одиме напред. Но ова не е тоа време. И ова не се тие постапки. Ова што сега се случува е режиран прогон и јатак врз ВМРО ДПМНЕ. Затоа што ВМРО ДПМНЕ им смета, им пречи. Затоа што се додека ВМРО ДПМНЕ постои дамакловиот меч врз нивните криминални глави и знаат дека кога тогаш казната ќе ги стигне, правдината ќе ги стигне, правото ќе ги стигне. И тука зборам не само за овие од власта. Овој прогон ги опфаќа и оние кои се богатеа на грбот на партијата, а сега се најблиску до скутот на Заев. И уценети, и притиснати, прифатија да бидат негови слуги. И овие луѓе мислат дека со некоја загубена битка ќе освојат војната. Но треба едно да знаат, дека не планирам заедно со вас да изгубам ниту една битка. А за војната треба да знаат дека заедно ќе ја победиме војната. Заедно со народот на Македонија. Вака како што стојат работите, овие луѓе, притиснати и уплашени, може да му прават услуга на Заев, но никако на ВМРО ДПМНЕ. Тој стокхолмски синдром е сериозно изразен кој многу луѓе кои во минатото се удираа во гради, запоседнуваа функции. И во таквата влюбеност на жртвата во киднаперот, сакаат освен себе си да го повлечат и ВМРО ДПМНЕ. Нема да може со тие куршуми, браќи и сестри. Јас, како председател на ВМРО ДПМНЕ, досега не го излагав и не го извалкав името на ВМРО ДПМНЕ, така ќе проложам и во иднина. А жестоко ќе се спротивставам на оние кои ќе се обидат во таа намера. Затоа што на крајот ВМРО ДПМНЕ му припаѓа на народот, а тој е вистинскиот собственик на оваа држава, а неговата волја е последна и главна насока во нашите политики. А овие ситни слуги на Заев полека, но сигурно трајно ја загубија својата чест, честитост и достоинство, но и брендот ВМРО ДПМНЕ. Драги пријатели, власта само на зборови е проевропски ориентирана, но не и по делата. А старите наши велат, не гледај што некој говори, туку види пред се што прави. Па ќе ве прашам, еве овде, европски ли е премиерот да бега од дебата со лидерот на опозицијата, која што толку многу ја бараше кога беше тој лидер на опозицијата? Бега и се моли што побрзо да завршил процесот со уставните измени. А и за економијата нема што да каже, се разбира.
Ако излезе на дебата, ќе мора да збори и за криминалиите што ќе се случуваат. Јас до сега се уште не сум видел во Европа премиер кој бега од дебата. Европски ли е да се претепа човек во Струмица? Да го претепаат кукавици со фантомки на лицата, само затоа што се дрзнал да го критикува братот на премиерот. Европски ли е тоа? Европски ли е да се води прогон кон опозицијата и да се прави полициска обсада на нејзиниот штаб, претресувајќи ги возилата и луѓето кои што влагаат и излагаат во централниот штаб на ВМРО ДПМН? Европски ли е една фамилија на власта, сестрата да е директор на Академијата за обвинители и суди, братот главен преговарач во комисијата што треба да ја одреди смерницата на нашиот идентитет, керката пак државен секретар во секретаријатот за европски прашања, а мајката советник во град Скопје, од редот на СДСМ. Ова го има, браќи и сестри, само во СДСМ. Каде се сега оние шарени кои што се удираа по градите, фарбајки ги новоизградените објекти во Скопје и во другите градови ширум Македонија, барајки правдина, барајки мир. Овие си се вдомија многу пристојно во институциите, а овие остана дома. Има место за секого. Дојдете, застанете рамо до рамо со нас да се спасиме од овие измамници кои што ја запоседнаа владата на Република Македонија. Македонија, браќа и сестри, е далеку од Европа со оваа власт. А како тргнало, и наредната година нема датум да ја добиеме за преговори. Нема затоа што ништо не работат. Не затоа што штанцаат закони на хартија, туку затоа што во дело, во пракса никаква примена нема. Драги сопатници, живееме време кое секојдневно е црно. И затоа велиме дека ова се црнила. Она што Кочо Рацин го опише многу сликовито, ние тоа денес реално и го живееме. А беше отприлика вака. Денови ли се денови, аргатски маки големи. Стане си утре порано, дојде си вечер подоцна. Наутро радост понеси, на вечер тага донеси. Ај пуст да би останал овој живот кучешки. Роди се човек, роб биди. Роди се човек, скот умри. Скотски цел живот работи за туги имоти. Македонската историја учи дека ова почва раѓала и луѓе од својот род кои тргнувале против својот народ. Македонија минувала низ тие историски катастрофи и погроми. Сведок бил овој народ на многу предавства, неправди, измачување, отуѓување и делби. Денес како одново да се повторува тоа време. Денес на Македонија и се случува Зоран Заев. И ова презиме станува персонификација на сите црнила кои се случуваат на нашата татковина. Ова презиме станува синоним за целата сиромаштија, сите неправди, неуспеси, порази на оваа наша земја. Извор на сите проблеми, затоа што тој е човекот кој е судија, но и джелат на нашите македонски судбини. Но воено ова е време кога овој народ излегува од бунило и кога мора самиот да им стави крај на сите злоупотреби кои буквално ја разнебитија нашата заедничка татковина, нашата заедничка чест. Македонија се движи по таа црвена линија, помеѓу пропаста и очајот. Или ќе се обединиме за да ја спасиме, или ќе се разделиме и распрснеме. А се обединуваме. И секој собир е се поголем, пожесток и со повеќе енергија. ВМРО е разбудено, на нозе меѓу своите, во својата природна средина, помеѓу народот. ВМРО ДПМН ја носи и запали искрата која ќе ја донесе зората, која ќе ги победи овие црнила кои надвиснале над нашата татковина. Кога ќе не видат собрани и обединети, ја гледаат сопствената немоќ и пораз, заедно со оние кои што им седнале во скут. И стравот со кој тие сакаат да владеат почнува да биде нивен страв. И јас ви велам, ако продолжиме така, ќе успееме
и ќе ги победиме. Сите заедно на купче. Се смеја, не подценува, велеа Мицкоски не може, Мицкоски нема стратегија. Не, година дена потоа. Одиме до крајот и до конечна победа. Победа најпрви на председателските избори. За победа на предвремени парламентарни избори. За Македонија, за нашата Македонија. Сосема на крај, сакам да споделам еден личен момент кој што е пригоден за едни вакви прекрасни случувања и настани. Пред некој ден ме прашува постариот син Јован, вели, кога ќе си дојдеш дома, тато? Одите по улиците, по градовите, ладно е, студено е надвор. Одговорот беше отприлика вака. Нема ниту студ, ниту мраз кој може нас да не поголепа во патот кој што го минуваме, синко. А тоа го минуваме за тебе и за сите тие генерации како тебе, но и за сите оние генерации кои што се неродени. Но и за сите генерации после нас. Ке се вратам кога ќе победиме, затоа што таа победа ќе биде триумф за Македонија. За секој еден граѓанин во Република Македонија. Да ни е жива и здрава Македонија, да ни е живо и здраво УМС, да ни е вековито, вечно, пркосно, како што треба да биде. Да сте живи и здрави вие, да е живо и здраво ВМРО ДПМНЕ.